Сакаме да ги обавестиме жителите на Драчево, православните верници од Драчево, Долно Лисиче, Пинтија, Зелениково, дека имаме намера на манастирот Света Руса или познат како Пиленица, да наместиме 12 метарски челичен крст со ширина од 8 метри. Крстот ќе биде тежок скоро 4 тони. За изvedба на тој крст се потребни финансиски средства во износ негде до 5000 евра. Према сите размислувања и видувања да се запази гордоста на верниците од Драчево и парохиите од Драчево и околните места, се одлучува да се собираат пари од куќа на куќа. Парите ќе бидат контролирани од старешината. Цената на тој крст, ја кажав, изнесува 4800 до 5000 евра. Крстот ќе биде најверојатно направен до Митровден и ќе биде поставен за некој верски празник што иде во текот на есента. Ако при Крушин манастирот има крст, реки и Пеленица да има крст, сепак тоа е православно место и ќе го наместиме на нашето место. Носењето на крстот ќе биде довесен на Стрецево од Драчево, а потоа триумфално со сите церемонии ќе биде однесен на манастирот Пеленица. Према тоа се повикуваат православните верници од Драчево и околина. На сите места има организирано мини собори со иницијативниот одбор и старешината на црквата Свети Спас Драчево, ако имаме намера да им се објасни заложбата и идејата за тој крст, да присуствуваат на тоа и кога ќе дојде денот за собирање на финансиски средства, се српно да учествуваат. Крстот е врзан за верниците. Тоа значи дека секој верник кој е во финансиска моќ да донира. Кој не може исто како да дава. Сепак на мислење сме дека 5000 евра за 40.000 православно население на Драчево и околина не представува никаков проблем. Према тоа, сигурни сме дека и на Пеленица ќе блисне 12 метарски крст, ќе биде обоен со фосфорна златна боја, што се свети, како да се свети, а највеќе ќе биде или со рефлектор или со неонка. Наше е да предложиме на првиот собор во Драчево, во село Драчево, жителите го прифатија нашиот предлог. Очекуваме во насело Драчево, Пинтија, Долно Лисиче и Зелениково да не подржат тоа. Секој во право да учествува со својата финансиски можности, ако натаму оставаме на Господ. Уште за информација, обавестен е старешината, преку него и поглаварот на МПЦ, изив или благослов е добиено на местење на темелите на камен темелник. Ќе видите себе си на телевизија, поглаварот Стефан, имаме намера да го викнеме да ги освети темелите. И нормално, после тоа, самиот крст местењето.